Тоа е тој кордон што штити. А ова е тој дел од емисијата каде што познатите многу мангупски одат во Грција еднаш на 2 недели. Е него тој делот каде што возат и тој што ќе биде најбрз, знаете веќе дека си добива автомобил Ford Focus нов. Ама појачан, Чичка. појачан, така. Појачан, зајачан, Чепкана машина, чепкана машина. Појачан, да. Ајде доаѓај со мене, Адриан Гаджа. Ти зашто делуваш, чекај ме полека. Многу си познат дека си возел бесни коли, дека не знам на граница исто те знаат, те гледаат и ова шева падна стандард. Те гледаат со нешто каде. И ти сметаш дека тоа што имаш искуство со бесните коли ќе ти донесе предност пред овие другиве обичните? Па не, немам некој кој знае колку искуство со бесни коли и спортски коли. Продуцентот пак лаже, а? Добро, поеќе сум удирал на класика у коли, значи поготово последно време. И слабо, морам да признам дека последна година, две, многу слабо возам кола. Имаш возачка? Често кој идам на Марко нема возачка. Марко нема возачка? Ја немам, ама у мене се. Ама си имаш. Да, и него си имам. Зашто со Марко стресови доживаа, влези. Да, почитувам правила. Немам намера. Мислам, ја во клаузула нова додадов. Ако некој е како Марко, не, ова е тој стариот, ама ако победиш сега, здравија Боже, ќе земеш нов. Да? Скроз нов. Ајде да видиме колку Адриан Гаджа знае да запали кола. Ајде да видиме. Знаеш како така? Што е, што е ова 1, 2, 3? Објасни. Објасни ми ти. Па, најверојатно е нешто врска со контактот. Не знам, ајде да видиме. Прв степен, Добро. втор. Значи на второ е контакт на колата, трето изгледа дека... Трет степен англиски. Ова машина, убавица. Иде каква е. Смега. Погали, овде сака да ја чекаш. Види што се пали она. Значи, ни падна буџетот на емисијата драстично поради економската криза, така да од сега сум и камерман, Адриан е во улога на тонец. И возиме, нели? Ајде да го видиме тој кругот летечи, нели? Чекај сега вака. Еј, свирам бе. И ти свириш, имаш појас? Немаш, брзо ставај. Дај, да асистираме. Да асистираме. Ја ќе... Паника. Океј. Јас не сум ни морал да ставам, а тоа видиш, не сум го знаел до сега. Овде ти е многу опасна кривина, чисто да знаеш дека... Чисто информативно, да, дека е навистина опасна таа кривина. Опа, добре, така. Пази, можеш и да залеташ без да знаеш. У втора ги фаќаш скоро сите кривини, мада ја што има да ти се правам паметен, Даниел, не само што ќе ти се прави паметен, туку и ќе ти покаже многу работи понатаму. И треба да ги газиш, овие очигледно си знаеш ти тоа. Тука ова ти е Маршал Тито кривината овде напред. Имајќи предвид кој се возеше до сега, ти мислиш побрз ќе бидеш од нив? Ги знаеш горе долу и Сања како вози. Мислам дека сум навистина добар возач, но ова било скроз нешто друга адреналина, како да ти кажам. Баш нема полиција. Прв пат нема шанси да те запре полиција. Прв пат. Браво. Добро. Аве, тука стегаш. Тука е многу. Значи не излез на кривини, мораш да стегаш многу јако, значи. Ја ти видиме. Добар си. Чекај како работиш доле. Абе, знаеш дека не ме плаќаат дополнително за ова? Да. Све од љубов. Све за љубов. Аче, ја кога ми викаше мајка ми, во бокс. Јако чувство. Аче сега, ако ме довезеш жив и здрав до таму, ќе возиш со Даниел Крстевски, нели нашиот 4-кратен шампион, испред овој чудниот човек со камерата. Опи, ја те снимам. Двајца камермани сме, да. Јас и господинот. Мафни бе? Ја парен извини, вака што не правев многу муавет. Не, добро. Само да ти кажам дека сега ќе видиш што е возење. Да. Значи ова ти што возеше? Нула. Ама добар си. Јас да ти кажам право, чекај. Навивам за тебе. Еве вака. Ја имаш мојата поддршка. Искал ми се тресат малце рацева. Но се надевам ќе биде добро. Значи, продолжуваме понатаму со Даниел Крстевски. Драг камерману.
не е толку лесно да снимаш и да овакви. Ништо не е лесно.